Најави за денешниот дневник. Македонија тагува за жртвите од трагедијата во Кочани. Тага и очај, но и гнев и револт на протестот во Кочани. Во тек и истрагата на надлежните институции за пожарот во импровизираната дискотека Пулс. Вонредна инспекција на угостителските објекти низ државава. Премиерот вели состојбата е шокантна. Трагедијата во Македонија го потресе Балканот. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и максимални 10 степени Целзиусови. Дуваше засилен ветер од југозападен правец. Во вторник над Централна Европа ќе се наоѓа центар на поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе условува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде студено со дневни температури кои што ќе бидат во опаѓање. Врнежи од дожд се очекуваат на Пиринејскиот полуостров, а локално на југ од Балканот врнежи од дожд и снег. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и студено време со појава на локална облачност и со дневни температури кои што ќе бидат во опаѓање. На југ од полуостровот ќе има локални врнежи од дожд и снег кои што во текот на денот ќе престануваат. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 2 до 14 степени. Во вторник во раните утрински часови во северозападните, западните и југозападните предели на Македонија се очекуваат врнежи од снег кои што во предпладневните часови ќе престануваат. Во останатите предели умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и студено. Во текот на денот облачноста ќе се намалува и ќе настапуваат се повеќе сончеви периоди. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 60 км на час. Минималните температури се очекуваат кон крајот на денот и ќе се движат во интервал од -8 до 2 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од -2 до 11 степени. Во Охрид во утринските часови се очекуваат врнежи од снег проследени со ветровито и студено време. Во предпладневните часови врнежите ќе престанат и во текот на денот ќе превладува умерено облачно и ветровито време со сончеви периоди. Минималната температура од -2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 6 степени. Во Охрид во среда и четврток студено утро со утринска температура од -5, односно -3 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево и топло време со дневна температура од 10 до 14 степени. Во петок по студеното утро и температура од -1 степен, во текот на денот ќе имаме сончево и потопло време со максимални 16 степени Целзиусови. Добар ден, прво издание на дневникот на ТВМ. Македонија е во 7-дневна жалост за жртвите од трагичната несреќа во Кочани. Националното знаме се вее на половина копие.
Македонија е завиена во тага по трагедијата што се случи вчера наутро во општина Кочани, каде во пожар во дискотека животот го загубија 59 млади лица, а над 150 се повредени, од кои 20 се во критична здравствена состојба. На клиничкиот центар во Скопје во моментов има 49 пациенти, во ГОП 8 септември 18, во Стара градска болница 17. Повредени има и во приватните болници во Скопје. Сите пациенти кои првично беа згрижени во болниците во Штип и во Кочани се пренесени во Скопје и се во стабилна состојба. 51 пациент се третираат во странски медицински центри, од кои 9 пациенти се во Турција, Бугарија 14 пациенти, 5 пациенти се во Солун, 17 пациенти презеде Србија, како и 2 лица во Будимпешта и 4 лица во Романија. Во текот на денешниот ден се очекува да пристигнат медицински авиони за транспорт на пациенти, со кои уште 2 лица треба да бидат упатени во Словенија, 4 лица во Хрватска и 6 лица во Австрија. Состојбата на сите пациенти до сега е стабилно, да се надеваме да нема компликации или влошување на состојбата. Континуирано добиваме информации од сите болници кај што се сместени нашите пациенти, исто така и од нашите центри тука во Скопје. Значи, состојбата е комплетно под контрола и наутро, кажав и вчера, 20 беа покритични пациенти. Тие сега се наоѓаат во Солун и во Софија. Јас планирам денеска да ги посетам нашите пациенти и во Софија и во Солун. Практично тие што беа во таа критична група, барем по информации што добиваме, надвор од животна опасност, меѓутоа повторно да бидеме внимателни и да им се даде максимална медицинска поддршка. Тоа што зависи од нас, ја мислам дека е направено комплетно. Се надевам дека и земјите кои што ни се пријатели, кои што сакаат да ни помагаат и ги прифаќаат нашите пациенти, ќе дадат максимум од себе, така да во утрешниот прес, најверојатно после пладне, откако да се вратам од Софија и Солун, кај што се потешките пациенти, повторно ќе ве брифираме. Министерот за здравство Арбен Таравари и директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски појаснија дека дел од пациентите се транспортираат во странство не затоа што тука немаме центар за изгореници, туку затоа што се работи за голем број на пациенти кои имаат изгореници од втори, трет степен на повеќе од 20 или 30% на површината на телото и дека и здравствени системи на поголеми држави не можат да обезбедат посебен третман за толку голем број пациенти одеднаш со таков вид на повреди. Во меѓувреме на помош во Македонија пристигна тим на лекари од воената болница во Прага, Чешка и тим од ВМА Белград, Србија, а се очекува и тим од Израел. Македонија официјално го активираше механизмот за цивилна заштита на Европската унија, барајќи итна евакуација на пациенти со тешки изгореници. Како одговор, 9 европски земји веднаш понудија помош преку овој механизам. Министерството за здравство останува во постојана комуникација со сите надлежни институции и меѓународни партнери за натамошна координација и поддршка. Тага и очај, но и гнев и револт на протестот во Кочани. Стотици граѓани бараат правда и одговорност за трагично загубените млади животи. Стотици граѓани на Кочани се собраа на протест да го искажат револтот поради големата трагедија што се случи во нивниот град, во која животите ги загубија 59 млади луѓе, а над 150 се повредени. Протестот кој граѓаните го најавија вчера и брзо се прошири по социјалните мрежи, започна во градскиот парк со палење свеќи за жртвите и оставање пораки во книгата на жалост. Родители, роднини, пријатели, блиски и сограѓани излегоа да оддадат почит кон загинатите и да побараат одговорност и правда. Потоа, толпата тргна кон општина Кочани со транспаренти преку кои испратија пораки кон власта и осуда за корупцијата. Со молчењето стигнавме до овде. Корупцијата убива. Ова не е трагедија, ова е убиство. Убиство на младината е убиство на иднината, се дел од пораките кои ги упатија кочанчани. Револтот и гневот на граѓаните ескалираше пред општината, каде дел од толпата почна да фрла камења и јајца и да ги кршат прозорите на општинската зграда. Протестот се прошири на други локации во градот. Според локалните медиуми, бил демолиран и кафе-барот на сопственикот на кобната дискотека Пулс. Настанот го следат медиуми од десетици држави од Балканот, но и Европа. Специјализираната болница за нефрологија Струга и Општа болница Охрид ги ставаат на располагање своите ресурси за настраданите во Кочани.
Специјализираната болница за нефрологија Струга со сите своји ресурси се става на располагање за укажување на медицинска помош на повредените лица во трагичната несреќа во Кочани, велат од болницата во Струга. Како лекари и медицински персонал стоиме заедно со вас во овие тешки моменти. Како општа болница ја нудиме нашата целосна поддршка, медицинска, психолошка и човечка. Нашиот тим е подготвен да помогне секому што има потреба, велат од општата болница Охрид. Од двете болници изразуваат сочувство до семејствата на жртвите во трагичната несреќа. Пожарот во импровизираната дискотека во Кочани настанал од употребата на пиротехнички средства, информираше денеска на пресконференција министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Од извршен разговор со член на групата ДНК, утврдено е дека пиротехничките средства прскалки во дискотеката ги донел бендот. За жал, лицето кое што било задолжено за нивна употреба е починато. Распишаната централна потерница за оние 4 лица ви информирав и во текот на вчерашниот ден дека е повлечена затоа што истите се обезбедени. Во полициска станица на подрачје на СВР Скопје и СВР Тетово се приведени вкупно 5 лица, со кои се обавуваат разговори од страна на полициски службеници, меѓу кои е и еден поранешен министр. Во 17 часот од страна на јавен обвинител издадени се наредби за претреси во дом и службени простории на 2 лица, службеници во Министерството за економија. При извршени претреси одземени се техничка опрема, документација, оружје, муниција. По превземените мерки утврдено е дека правното лице нема лиценца за работа. Она кое што и во текот на вчерашниот ден го образлагав. Издавањето на лиценца е под надлежност на Министерството за економија и од извршениот увид во официјалниот регистар правното лице нема издадено важечка лиценца. Собственикот при контрола приложил фалсификувана лиценца издадена на 13.3.2024 година. На 17.3.2025 година по наредба јавен обвинител ќе се врши претрес во дом и патничко возило на собственик на дискотека и во службени простории на книговодствено биро кај одговорното лице. Во текот на вчерашниот ден се приведени 13 лица во полициска станица во СВР Штип. Приведен е неформален собственик на дискотека, продавачот на влезници, 4 лица од обезбедување, управител на агенција за обезбедување на подружница, собственик на објект на дискотека, 3 лица од државен пазарен инспекторат, едно лице од трудов инспекторат и уште едно лице кое што било поврзано со настан. По превземени мерки на 11 лица им одреден притвор во трајање од 48 часа по член 292, тоа е тешки дела против општата сигурност, во врска со член 288 предизвикување на општа опасност. Во врска со пиротехничките средства кои се користеле во дискотеката, по завршување на увидот и форензичката анализа, ќе биде доставен извештај до јавното обвинителство и потоа тој ќе достави барање до Министерството за утврдување на категорија на истите, пошто дополнително ќе се утврди дали е потребно истите да поседуваат соодветен сертификат за употреба на средствата. Констатиравме дека системот во Македонија е корумпиран на тоа ниво, што слободно можеме да кажеме дека имаме катастрофална состојба во делот на постапување на огромен број на институции кои што согласно закон требало да ги следат сите процеси поврзани со ставање во функција на дискотеката, контрола на истата, особено во делот на сето она кое што поврзано со настанување на пожар и потребни предуслови за ставање во функција на еден објект согласно закон и согласно нормални услови за функционирање. Поради што и во текот на денешниот ден ќе има доста голем број на лица кои што ќе бидат приведени од различен број од различни институции, вклучувајќи ги тука
и Министерството за внатрешни работи и други институции во овој момент да не ги споделуваме тие информации со јавноста. Во текот на денот ќе следите, ќе биде информирана јавноста. Јавното обвинителство поведе истрага за трагедијата во дискотеката во Кочани. Во обвинителскиот тим се вклучени 9 обвинители од Кочани, Штип и Скопје. Се уште траат увидните дејствија на терен за несреќата во дискотеката Пулс во Кочани, информираат од јавното обвинителство. Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски денеска повторно е во Кочани, каде што ги координира активностите на тимот обвинители назначен да ги спроведува истражните дејствија. Од јавното обвинителство утрово информираат дека обвинителскиот тим е проширен и го сочинуваат 20 јавни обвинители од обвинителството во Кочани, 20 јавни обвинители од Штип и 5 јавни обвинители од основното јавно обвинителство Скопје. Дополнително посочија дека синој ќе се издадени повеќе дополнителни наредби, вклучително наредба за пребарување на серверите и на уште еден компјутер во Министерството за економија и наредба за графолошко вештачење на потписи на одредена документација. Исто така информираа дека во тек се рочишта за определување притвори за лицата осомничени за случајот со пожарот во дискотеката во Кочани. За случајот досега се сослушани над 20 лица, а за 11 обвинителството поведе постапка за проверка. Од нив за 8 лица веќе е поднесено предлог за краткотраен притвор, додека останатите 3 се уште се хоспитализирани во потешка здравствена состојба. Според досегашната истрага на институциите и она што го сподели со јавноста државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски, во дискотеката немало хидранска мрежа и доволно противпожарни апарати. Немало 2 излезни врати пропишани за евакуација, туку една метална врата импровизирана во задниот дел од објектот, која била заклучена со катанец и без квака одвнатре, обложена со гипс картон и сунгер за звучна изолација. Дискотеката била непрописно обложена со материјали за звучна изолација и лесно согорливи материјали. Во неа противзаконски биле користени пиротехнички материјали. Констатирано е дека објектот во кој е случена несреќата е регистриран како објект за лесна индустрија, а настанот се одржувал без вклучен писмен договор меѓу организаторот и групата што настапувала. Градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов, кој на позицијата дојде од редовите на ВМРО ДПМН, си поднесе неотповиклива оставка. Тој ова го соопшти преку објава на социјалната мрежа Facebook еден ден по трагедијата во неговиот град, по реакциите во јавноста дека не изрази сочувство за жртвите во несреќата. Папазов во објавата напиша дека бара од надлежните институции да испитаат одговорноста на сите инволвирани, додавајќи дека целосно им стои на располагање на институциите. Охридските средношколци во спомен на настраданите млади луѓе во Кочани утре организираат собир на плоштадот Свети Климент Охридски со почеток символично во 5 до 12 часот. Со палење свеќи, цвеќе и 5-минутен молк ќе им оддадат почит на жртвите од дискотеката Пулс. По трагедијата во Кочани, владата нареди вонредна инспекција врз угостителските објекти низ државава. На вчерашната вонредна седница владата донесе одлука со која се задолжува Државниот пазарен инспекторат во наредните 3 дена да изврши вонреден инспекцијски надзор врз угостителски објекти, кабаре, ноќен клуб, дискотека и дискотека на отворен простор на територијата на Република Северна Македонија и за наодите од надзорот веднаш да ја извести владата, за да се утврди фактичката состојба дали истите работат според стандардите и ги исполнуваат условите согласно законите и прописите на државата. Шокантна е состојбата по тоа прашање. Дојдовме до заклучок дека во 2024 година се издадени вкупно 12 лиценци за кабареа. А вие сега можете да претпоставите колку клубови работат из државата. Само 12 поседуваат лиценци, тоа од тие не знаеме кои се уште валидни, бидејќи на некој претпоставам рокот им е изминат, бидејќи тие се со важност од една година. Така што не очекува многу работа. Многу работа не очекува. Очигледно дека некој не си ја вршил работата. Ке кажувам 12 само имаат лиценци луѓе, све треба да се затвори. Све треба да се затвори. Сочувство за големата трагедија во Македонија изразуваат сите лидери од регионот и од Европа.
Во Црна Гора денеска е прогласен ден на жалост во спомен на жртвите во трагедијата во Кочани која го потресе целиот Балкан. Бугарската влада на вонредна седница ќе донесе одлука вторник 18 март да биде прогласен за ден на жалост во знак на солидарност со Македонија, изјави премиерот Росен Желјасков. Претходно председателот на Србија Александар Вучич, изразувајќи сочувство до македонскиот народ за загубените млади животи, најави дека во Република Србија 18 март ќе биде прогласен за ден на жалост. Од регионот од сите лидери пристигнува сочувство за трагедијата, изрази на сочувство и жалење за загубените животи упати премиерот на Грција Мицотакис, албанскиот председател Бајрам Бега и премиерот Еди Рама, хрватскиот премиер Пленковиќ, председателката на Словенија Наташа Пирц Мусар, премиерот на Словенија Роберт Голуб, премиерот на Косово Албер Курти, како и членови на председателството на Босна и Херцеговина, унгарскиот премиер Виктор Орбан. Пораки со сочувство упатија председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, председателот на Европскиот совет Антонио Коста, председателката на Европскиот парламент Роберта Мецола, еврокомесарката за проширување Марта Кос, како и првиот човек на Светската здравствена организација Ханс Клуге. Порака со сочувство за трагедијата во Кочани до семејствата на загинатите, до председателката Гордана Силјановска Давкова и до македонскиот народ, испрати Вселенскиот патриарх Вартоломеј, поглаварот на Римокатоличката црква папата Францис, преку телеграма од кардиналот државен секретар Пјетро Паролин. Почитувани гледачи, тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Пријатно!